Со господинот Благој Механџиски Зегин, локалните избори се нешто кое се слушува на 4 години, граѓаните имаат право да го дадат својот глас за оној за кого тие сметаат. Еве, вие како човек кој потекнува од ова место, што според вас е важно на неколку дена до изборниот молк да знаат граѓаните, кој според вас ви остави најмногу впечаток и што е потребно за да работи една општина успешно? Видите, јас сум од Мршевијата, од Берово, али не сум гласаш на Берово. Така? Сум дојден да навијам да се избере состав кој ќе ги брани интересите на сите граѓани. Не сум задоволен, отворено кажувам, сум против да имаме партиски, като кажем, совет на општина Центар, општина Берово. Значи, како да речем, праксата докажа дека секоја власт кога доаѓа на она фактички доноси одлука, ги менува кадрите кои се добри во едната, мислам, гарнитура на едната власт, тоа некако се, како да кажем, одразува на граѓаните и представува еден школски пример на омраз и на реванш, а не на реваншизам. Затоа јас дојдов исто така да ги поддржам, го поддржам изборот на граѓанинот, мислам, на Кандидатот за председател на градско собрање, мислам на општина општина Берово, тој е Петар Ружински, кој има одлични квалитети и мислам дека далеко ги надвисува од сите други против кандидати, човек млад, човек перспективен, човек кој е проверен и затоа посебно сакам да го прифатат, мислам и ги молам да кога го мерат ученикот на било кој градоочаник, далеко треба да го сватат значењето и квалитетите на господинот Ружински Петар. За советот кој е вашето мислење, Советот, да. Каква е понудата во Берово, кој ви остави најмногу впечаток? Видите, јас сум против совети по партиска линија. Таа партија, ова партија, јас затоа дојдов, бидејќи, видите, ако некој најмногу допринесе во својата кариера, тоа се членовите кои ги предлага партија на пензионерите. Значи, зашто тоа? Па видите, таа партија представник на пензионерите кои давале 40 години и тие се единствената категорија на граѓани кои ги трошат парите кои ги заработиле од минатото. А додека сегашните актуелни службеници работени во јавната, во приватната, да речем администрација, фабрики, погони, на други од било кој карактер, тие се тековни пари и тие тековно го обезбедуваат своето екзистирање. Многу е жално што Мршевијата има многу повеќе вработени во јавниот сектор, отколку во секторот за производство. Значи, ние сме потрошачко, каде да кажам, место, мислам, целиот крај и единствениот извор кој беше тоа бари шумите, видите во последно време како се случува. Тука тоа е се резултат на демокрациите, на МВР уклучено, на полицијата, а баш токму тие ги назначува општината. Затоа јас се определив да гласам за пензионерите, бидејќи тие нема да бидат поларизирани, нема да бидат предоделени од нечии интереси, бидејќи другите имаат страх да не го изгубат работно место и секоја гарнитура која ќе дојде носи собствени тако директори, вработени, па и професори, се не е важно во која дейност. Затоа, ако се повторува, јас барам да граѓаните гласаат за Ружински Петар Градоочаник, а да дадат и доста предлози, доста поддршка и на партијата на пензионерите кој ја предводи Механџиски Васил со бројка 13. Како за крај изборите ќе поминат на 19 и доколку има и втор круг, прв круг тоа не знаеме, ќе видиме кој да победи, дали ќе бидете отворени за соработка со своји идеи, со... Јас затоа го сега што го предлагам и ги молам. Значи, имам, како да кажем, некој собствено чувство, да речем една молба, дека заслужувам, бидејќи во колку најдат некој во досега во Мршевијата да остават повеќе донации од собствени средства. Оставете и тие партиите што ги даваат општината. Тие не се пари на партиите, на тие што ги предлагаме. Тие се пари на самите граѓани. Што значи они не даваат, тие даваат од нашите граѓани. Затоа ги посебно оната го храбра која да дојдат сега партија, да гласат, да ги, како да речем, посетува со различни поклони. Сигурно взимајте секој кој даде. Тие се ваши пари. Така, секоја програма треба да се слушне, така ли? Да, али едно да се разбереме, гласањето
нека биде независно, да не се плашат, нема тука контрола, нема некоја како што се плашат, ќе знаеме кој гласат за, знаете, секоја партија која си ги поставила своите гласови, кадри од својата раководеча улога кога била во општината, да не се плашат дека некој ќе ги истера, дека некој ќе види кој гласа. Не, анонимноста е загарантирана и да не се плашат. Гласете граѓани слободно, без обзир, а пак примете ги сите кои имаат онака намера да ви дават поклони, не е важно дали е кафе, дали е пенкало, дали е мајца, не е важно, взимајте ги, тоа ти бидејќи те се од ваши пари. Така да едино тоа ќе остане, да речем, од тоа, видите, тоа испада сега, изборите испадуваат како свадба, државата прави свадба, али такво свадбата трае повеќе од бракот. Така да на некој начин ме сватате што сакам да кажам. Еве, вие некој со вашите години, дали размислувате, имајќи го предвид искуството, да се кандидирате за некоја значајна функција? Не, јас сум имал прилика, за жал, не дека се плашам, него се плашам од друго што кога ја оставам фармацевтскиот бизнис, ова држава нема да го има лошо на сега. Бидејќи во најтешките моменти, кога беше и ковидот, кога беше после војната, тука беше Механџиски Благоевски, тука беше прво со неговата бивша фирма Хемофармација од Луѓана и наравно Зегин кој го основа. Така да јас ги храбрам и морално, и материјално, и психички, и како да речем професионално да дојдат на власт млади, способни луѓе. А ние да им бидеме на нив поддршка, бидејќи точно ние го имаме искуството од знаењето и нормално акумулирано знаење. А еве сега со таа вештачка интелигенција да се разбереме, многу работи ќе ги добијат тоа на дланка што ние ги немавме. Така да тука треба да знаеме дека не очекува една нова промена во управувањето и локалната и државната. А ние ако сме спремни, бидејќи јас ги победив сите со знаењето, ние патим од незнаење. Нашите кадри се многу со слабо знаење. И затоа ние имаме такви лоши резултати. Ние ги немаме, како да речем, бенефитите, немаме го бројното население, немаме ги школите, немаме ги болничките кадри кои ги имаме пред 30 години. И ние се надевавме нова татковина. И тачно е, таа е наша. И ние ќе се залагаме, али треба да мислим, многу не си селија нашите, како да рекам, најблиски. И ние мораме да размислуваме, поготово пошто локалната самоуправа треба да се грижи во школите, ние нашите школи веќе. Јас, например, во Осиново, кога запишат прво делење, беме ние 98 души. Кои паралелки во прво делење, а сега се 3 деца. Значи за некаде 60 години, 60 и такви 5 години, 66 години имаме многу огромен, онака да кажем, дисбаланс прилив на млади кадри и не знам, треба крајно време да се свестиме со вака прво локалната самоуправа треба ние да се обезбеди привилегии на младите да се вратат тие што отидоа, бидејќи тие што отидоа во странство, тие се најшколуваните, најмладите, али во исто време се вратат и со многу добро искуство. И баш тоа е уште поголем бенефит, али гледам дека нашите не покажуваат тие да се вратат, бидејќи сега нашите партии ги ставаат повеќе партиските потршковци, без обир колку они имаат знаење или колку не знаеат. И затоа мораме маршевијата да го повратиме земјоделието, сточарството, да го поддршката на младите. Имахме добри текстилни работници, имахме ние дрејари, едни од најдобрите, имахме од, како да речем, и најдобрата медицинска текстилна фабрика на Балканот, Алкуит. Имахме добро, сливарскиот комбинат беа тука, Треска беше тука, Берема исто. Значи имахме многу фабрики, за жал сега ги нема. Отворивме една голема тема за која ќе имаме прилика здравје да разговараме сигурно и понатаму, имајќи предвид дека ќе започне во Берово централниот настан. Поздрав. Благодарам за овој разговор, навистина имаше што да се научи и чуе. И да бидат паметни и да се преслушаат и они и мојата и другите сите и на партиите кои ги дават предлози, па тогаш да го дадат својот сублимент, односно својот глас. Благодарам.